Благодарам, подпредседателя. Како еден од подносителите на законот, чувствувам обврска и должност да ги известам граѓаните за одредени детали кои што не ги споменавте денеска, но најпрво би сакал мојата реплика да ја започнам со реченицата дека ништо од ова што го слушнавте не е точно. Генерално во овој закон има три точки кои што треба граѓаните да ги знаат. Првата е дека се однесува само и само за јавни предпријатија и само за енергентот јаглен, со што значи дека на ваков начин ние даваме можност да се оплодуваат минералните добра кои што треба да значат дека оние компании во државата кои што произведуваат електрична енергија на базна основа дека ќе можат да ископуваат минерална суровина јаглен со овој закон. Односно ќе важи само за оние јавни предпријатија кои што произведуваат електрична енергија и ќе важи само за овој енергент. Втора работа, треба да кажете и да бидете честни дека со овој закон се воведува дополнителна контрола од страна на државата со тоа што за прв пат во целиот закон се бара за било кој енергент, значи не само за јаглен, туку за било кој енергент да има претходна согласност од владата. Тоа досега го немаше, сега ние со овој закон тоа го наметнуваме како една плюсова врска, што значи дека државата ќе има посилна регулациона улога од аспект на оплодување на минерални суровини. И третата работа која што сакам да ја расчистам денеска, заради тоа што гледам дека многу се инсинуира, а ќе ја поврзам се извинувам експлоатацијата со експроприацијата. Што значи тоа? Тоа значи дека еве во членот 3 државното предпријатие при барање на дозвола за експлоатација треба помеѓу другите документи и да достави одлука за прифаќање на иницијатива за експроприација. Тука имате поранешен министер за транспорт, нека ви објасни. Многу проекти во нашата држава се кочат заради тоа што институциите се преспори. И сега ние вака викаме, за да не ги кочиме другиве процеси, за да идат паралелно, бидејќи не е во ред, не е рационално, вие да терате одреден процес и постапката да ви биде запрена заради тоа што не е завршена експроприацијата која што може да се влече со години. Викаме, ајде да продолжат сите други процеси, но постапката ќе заврши и ќе добијат одобрение во оној момент кога експроприацијата ќе биде завршена по законот за експроприација. Значи, дека вие ќе можете да ги докомплетирате сите останати документи, вие ќе можете да ги докомплетирате сите оние чекори кои што ви се потребни за да ги завршите подготвителните активности, а експроприацијата доколку е потребна, ќе можете да ја добиете потврдата или решението за завршена експроприација во моментот кога експроприацијата ќе биде завршена по стариот закон. Тоа е суштинската измена на овој закон. Зошто ја правиме оваа измена? Затоа што сакаме на овој народ да му испорачаме поевтина електрична енергија, која што ќе биде произведена од ефтиниот јаглен на македонските ископени, а не од скапите криминални тендери кои што ги правеше вашата влада. Благодарам.